се работи за стан во Тетово. Хава е една многу интересна млада господја која што не е малку трудна и меѓутоа се пријавува на време. Во Тетово најверојатно дел од работите ќе бидат изведувани со нивни луѓе, а ние од овдека ќе го испланираме станот, ќе ги подготвиме мебел, ќе го однесеме, ќе го наместиме и така конечно ќе има свој дом. Значи ова е машала голема днева. Да. Чекај сега. Да не се чудиш, ова е системот на Машала. Имаат еден специфичен систем за грејење и за ладење во станот, кој што има едно централно тело што се наоѓа во дневната соба и мислам тоа вака само по себе е убаво, ама не е за во дневна соба. Ама немаат кај да го стават, бидејќи е многу големо. Прво треба да биде пристапно, второ имаме проблем естетски заради тоа што треба да некако да се покрие. Значи ќе го затвориме некако, да. Убаво, гледа како е сончево и убав поглед имате Да, високо? Високо. Супер. Поглед има убаво. Кујната. Значи ова е, да. Добро. А овдека забележав плочки дека нема да оставаме. Да, Треба да ги ставиме? Да, во оставиме со просторот сега си мислиме за стакло да ставиме. Стакло Да. убаво. Сега така ќе биде стакло, нели плочи. Ќе видите. И едното и другото не е Да. да се стави. Само да биде полесно за одржување, тоа е тоа. Па така. Прво зидовите се необработени, тоест обработени се, ама како фасадна техника е направена, што не многу ни се допаѓа, барем не за дневната. Вториот момент е што сака стакло во кујната и веќе има изведено дел од плочките до ниво на елементи нагоре за да може да има стакло. И тоа стакло треба да биде некаква жолта боја. Значи таа сака топли нијанси, меѓутоа сака и некоја нијанса која што ќе се истакне во просторот. Кажи ми нешто, сигурно имаш некаква замисла, кујната си е замислила да ти е бела со стакло, например, во дневниот простор, што друго да има и какви бои, например, да има? Па, да има нешто по-природни бои, по-пастелни бои. Не сака некоја драматична боја. Се да биде со своји Мирни нијанси Да. некои. Значи, мене на појаки нијанси само за детали да имам. Така, како Големи декорација. да, со драстична боја, не би сакала. Добро. Да се маса за ручење. Ајде другите се да ги видиш. Па да, значи ова е детската соба. Детската, Се значи. замислена како детска соба. Значи, овде ти Добро. сега доличината. Така. Ќе бидат смесеничката. Оголемата е веќе е постара, да. А малата ќе се префрли тука, па сега се наси. Ама добро бе брзо нас. Да, да. Треба со една баш. Сега во една соба да биде свежи. Двете? Да. Добро. Значи, некакви розови нијанси да предпоставам Па, некакви... не баш, не баш. Леле, фала Богу. Не, Добро, сега добро. и тоа големи постели никако. Не сака? Не ги сака. Добро. Значи, ќе одите исто и тука со нежни нијанси и така. Да. Да, и баш кај едниот цвет, што сега се опазва на цртње, сакам да за платно сега? Да, за да не ми цртат ни станот, така да имат просто каде што може слободно ќе цртат и таман да се ослободат. Е, баш не типично што не сакаат некои Не, такви ликови, одцртани филмови и значи така. пак, Освен кончине. Да. Во детската соба, нема, посака да нема некои големи цртежи, девојчињава немаат некои од оние цртаните ликови кои им се омилени, што е малку нетипично. Меѓутоа поголемото девојче многу сака коњи. И сите играчки им се коњи. И некако треба не нападно, ма се опитувам да се појават, можеби некаде како некакви стикери или Нешто. Да. Нешто од нешто. И важно е да има сега се нека веројатно фаза на шкртање, натаму. Да не им шкрта под зидовите од станот. Да. И нешто треба да направиме кај што они би можеле да се изразат креативно. Добро. Да, Не знам колку ќе видите. Да. Сам дека е доволно голема за да собере се што е потребно, значи да имам голем плакат, кревет, прачен, така се некој. Сега за телевизор си мислиме, ама сепак не знам дали да остави како опција да се постави телевизор и така не. Тоа зависи од вас практички вашите навики. Препорачливо да не се гледа всушност телевизија пред спиење. Ние сме за тоа, не, ама не знам сега дали ќе биде нешто или не, тоа ќе одлучите вие. Мислам дека мене ми е јасно што треба ние да направиме.
Имаме доста работа, ама со задоволство стварно убаво. Сега ти го препушам тебе, еве чевите. Добро, Ќе фала. следи како знаете, само да испаднете најубаво. Следен пат кога ќе го видите, нема го Јас правам. сега ќе си заминам, па ќе дојдам, сакам да видите сте готова. Ќе биде готова и убаво ќе биде. Добро, тогаш со среќа. Ајде, фала. И се гледаме. Ајде, чао. Хава ми имаше испратено едно од најубавите пријави и писма што ги имам добиено во сите сезони и ми остави многу убав печаток, сега не знам каква е во живот. Иста. Така, значи многу е пријатна и мислам дека ќе имаме добра свара. Добро, а станот? Станот е убав, многу убава дневна, отворен салон, светол, убави се собите. Така, голем. Станот е голем, има пространа дневна соба и 3 спални соби, од кои ќе обработуваме 2. Дневната требаше да има голема маса, голема гарнитура и веќе има простор за голема кујна. Кујната Хава сакаше да ја одделиме со остатокот од просторот со остро, но тоа е некако неможно. Па место тоа има една функционална преграда во вид на библиотека која треба да ја даде фронт на трпезариската маса. Како и секој пат просториите кои ги планираме се организирани со плакари, каде може и колку може. На семејствата, големи или мали, тоа секој пат им е потребно. Во спалната соба, освен плакари кревет, треба да оставиме доволно простори за креветчето за новото бебе, кое кога ќе го тргнат во иднина, ќе може како простор да го искористат за плакар или шминкерница. Во детската соба, Хава не сака девојчињата да ги сместиме на кат, што би била идеална варијанта за да имаат доволно простор. Па сепак со ова решение најдовме место за се што им треба и особено за големиот зид на кој што ќе може да цртаат. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Значи, конечно ќе најдеме решение за криење на единицата. Тоа ќе биде еден плакар, практично плакарски врати, од кој што едниот дел ќе скрие единицата, а позади другиот дел ќе си има она употребен дел како полици за плакари. И тоа ќе го изведеме со акрон. А цивките ќе ги скриеме со гипскартон. Моја работивме објектот, ето овој пат. Вие веќе бевте земавте мерки. Значи имаме два, хајде стандардни да ги наречам плакари и имаме една позиција кај што ќе ни треба нека магија од вас. Така, специфично. Да. Од каде би сакала да почнеме? Со плакарите? Да, може и плакарите. Ајде од близниот ходник, Да. како влегуваме. Да ги додефинираме, па после она чудното нешто. 138 земени мерки, ние помеѓу два зида излегува од двете страни има столбови, Да. значи ќе мора да излеземе странично. Значи од деснава страна е да се складираат чевли, да од лево да може да
За закачување. За закачување. Добро. Сега од надворешното Односно бојата? изглед така, значи да некако да се да не отскокнува многу. Ставена бела. Да, бела нека биде, бела Мак, и врка сјај со сребрено. Добро. И мислам дека оваа позиција не е јасна и решена. Спалната е решена со 2 лизгални врати, просторот е 2,16 долг, позиција цит страница. Машки женски дел и централен за заеднички, за долги, за фустани, за капоти, како е во плановите. Много одлично решено. Добива, значи, еден голем плагер. Ми се допаѓа што се вратите толкави. Да. Јас се поголем ги... Па и побаво е, секогаш, значи, клиентите обично прашуваат, нели, да речеме нови простор од 2,16 може да бидат и 2 и 3 лизгални врати. Тоа не влие на цената на плакарот, меѓутоа влие од аспект на искористување на внатрешниот простор. Значи, секогаш кога има поголем број на врати, полесно се манипулира внатрешности и подобро се организира внатрешности. Во однос на лицето? Да не е бел. Добро. Да е некоја кремово, кафеаво, Има некоја избор. од верките ќе избере. Ќе погледнеме долу. Сега да видиме со она чудово дневната соба која што ме поставено, значи тоа е Крепарно, некои изгледачки варианти. огромен хотел, да, кој што еве некој решение да видиме што сте ни предложиле. Значи добро е што има после земените меки, значи има добра длабочина тука да се изведе како стандарден плакар, кој што всушност од едната страна ќе биде маскиран хотелот, а од другата страна ќе се биде функционален плакар. Така. Значи решено е со полици, сега не знам можат за чебли, за нели да се складираат како мини остава да биде, нели? Така. Визуално навод никој да не знае дека внатре всушност хотелот е баш голем. Дека постои вистина и во дневната соба е поставен. Да. И стварно се чудевме што ќе го правиме, но ова е одлично решение, а всушност е многу пристапно. И се во однос на боите, зависи како сакате ефектот да биде на дневната соба. Да се претопи во просторот, сепак да не е, значи, да не Да, отскокнува, да, сепак е дел од остава. Тоа би било тоа. Напак ќе видите на лице место, нели? Ова решение мислам дека е наистина поздравно. Од гипскартонски работи, важно ни е со гипскартон да ги затвориме оние цевки од парното кои што одат насекаде по плафонот и оние 2 столба да ги продолжиме за да добиеме доволна длабочина за комодата. На терен Јана треба да направи неколку измени со гипскартони во дневната соба. По овие корекции, ѕидовите ќе бидат обработени, а ние би можеле да започнеме со организација и набавка на мебелот во станот. Софа студио во моментот беа многу запатени и после сајмот има многу нарачки, роковите им се малце подолги, нас не ни се чекаше и ги запрашав кои модели ги имаат на лагер или нешто што има веќе произведено. Рекоа дека имаат една интересна, ја видов на слика, многу ми изгледаше интересна како боја и ја испратив Јана да ја провери и да види дали може да ни се вклопи во просторот. Леле Александра, ваква нешто ми треба. Овој пат работиме интериер каде што дневниот простор е доста голем, има еден убав голем салон и баш некоја голема гарнитура ми треба, меѓутоа ми се допаѓа дизајнот што не е тежок. Така да ова е агол од верзија која што претходно ја имаш погледнато како тросет и двосет. Значи имаме работено во разни варијанти, агол, тросет, двосет, агол со лежалка и така натака. Ова е еден агол со димензија од 2,70 на 2,20. А и комбинацијата на бои, значи совршено ќе ми се вклопи таму. Значи темните нугарки во комбинација со ова светло сина, не знам, ментол можеби. Да. Нијанса. Баш она ментол боја која што ја кажуваат, значи, тоа повели седни, да го многу удобна. И димензијски мислам дека совршено ќе ми се вклопи во просторот, еден убав салон, дневен простор е тоа, кај што си бара некоја ваква. Поголема варијанта. Поголем, да. Така да, димензијски аголот е 2,70 на 2,20. Јас мислам дека не знам точно кои димензии ти требаат, меѓутоа ако велиш дека е поголем салон, мислам дека вакво нешто би одговара. Ова е новштов, да, тоа сакав да прашам, не го знам. Да, значи ја на ова е новштов, најнов од овој месец, на германски добавувач, полусинтетички производ. Лесно се чисти и одржува, со нијанси кои што се прилагодливи, значи за домашни интериери избориме, има розови, вакви ментол бои, кремасти, теракота и така натака. Убави нијанси кои што
даваат топлина во домот. И како димензија, како дизајн, боја, совршено ќе ми се вклопи. Кажи ми, можам ли да си ја земам ова? Ако совршено се вклопува, ако бојата и нијансата одговара, значи јас мислам дека ќе ја продадеме. Може да си ја земам? Секако да, може да ја товариме и да ја носите, не е никаков проблем. Но за да ја дочекаме софата за која навистина имавме среќа што ја имаат и по дизајни во боја и големина, потребно е просторот да биде избојадисан. Дневната соба цела е изглетувана. Таму најмногу имавме корекции со гипс картон. И едноставно се договоривме дека дневната ќе биде мазна, а во другите соби ќе ги изглетуваме само оние зидови каде што ќе имаме потреба. Боите во просторот треба да бидат нежни и убави, меѓутоа треба да бидат некоја меѓу нијанса помеѓу кафена и сива. И сега главните зидови треба да имаат потемна нијанса, овие другите да бидат или бели или посветли. Борче кога се работи за посветли нијанси, значи да не е некоја жолта, црвена, виолетова, каде што навистина треба да се направи во база, значи се што може да се направи во обичен некаков поликолор, нели, како боја, навистина многу добро ги погодува и можете да му покажете шифра од карта, тоест, нели, тоа малецкото вака и ќе ја погоди. Не знам како ги прави, ама ги прави. Нијансава не е ни сива, не е ни кремова, некоја измеѓу. Желба на Хава беше боите да се во пастелни нијанси и да се мирни тонови. Со незини зборови страфи од јаки бои. Од каталогов, значи, овој првиот дел што се по 3 бои почне си да ги прави. Сега ти мислимо е, да. Што ти стана? За детската соба, желбите на Хава беа да повторно, значи да нема јаки бои, иако ние детските, ете, типично можеби розово или да бидат портокалова, плава, значи битно да се мирни нијанси, значи да нема некои големи цртежи, големи постери, меѓутоа сакаше да има простор каде што девојчињата би можеле да цртаат и наш предлог е да го направиме целиот зид таков и да може да шкртаат колку сакаат. Детската ќе биде во зелена боја која е нежна и светла. Во комбинација со бело-розевиот мебел ќе биде одлична за двете девојчиња на Хава. А мебелот веќе треба да го порачуваме. Со Емилија Дарвар треба да се договорите околу деталите билета, значи таа не сака прво класични рачки Хава, Да. тоа, нели? И второ, нели, посака некаква стакло, жолтеникава боја. Да. Некакво вакво ќе биде, имаат едно готово стакло што е слично. Како светло, жолто. И мислам дека ова се убави бои за дневната соба. И дека супер ќе стојат. Не? Да, одлично, одлично. Така што тоа е тоа. Ушо убав избор. Да, супер. Имаме нов објект во Тетово, голем стан. И сега нацртот кој што Ива го изработи е следниот. Значи, ајде од куњата може да почнеме? Има доста работа и уште однапред да си кажам краток рок. Не знам, сега треба да го видиш Пак за вчера? За вчера, да. Баш за вчера. Ама мислам дека ќе стасате, вие сте многу голема екипа. Па да, Арбор. Да. Мислам дека нема да биде Научени сме, научени. Вака има доста работи кои што треба да се изработат од ваша страна. Имаме една голема комода за телевизор. Комодата за телевизор е доста долга, да кажам, со 4 фијуки, едноставен дизајн. Предвидено е да биде од Медијапан, бел, да не е сјај. Значи мак. Да. Добро, конзолна, на зид. На зид поставено. Да. Сега рачки не сакаме да има. Решение ни е на тач. На тач. Така? Да. Добро. Со меко затварање може да има на тач. Да, станај. Добро. Од другата страна, по собата, да кажам, се на оваа позиција има едно големо парно кое сакаме некако да го скриеме. Со некаква исто така помошна комода. Оваа да е од иверка направена. Сега не знам дали ќе може да се постави на зид. Не би требало да има проблем, ќе смислиме начин како да ја закачи. Секогаш се Арбор, да. Секогаш. Добро. Сега случај. Иверка и тоа, еве, имаме веќе идеја каква ќе биде, ама ќе ги погледнеме после парачињата, па ќе примероците, па ќе одберем. Следно нешто што би сакала да ти покажам е кујната. Доле од иверка, горните елементи Медијапан, повторно, бели, да не се сјајни, да.
Тука е готвењето, значи тука ги изуват, не би било никаков проблем. Значи некакви интервенции поголеми немаме. Значи простор за фиоки, овдека е садопера со машината. Нешто друго што сакам да спомнам е дека поставено ќе биде овдека стакло. Добро. Сега им требаат или некакви штекери за уреди за блендер, миксер, нешто да се уклучи. И сега решение? Горе, кај елементите, горни, на долниот дел. Зашо мислиш помалку видливи дека ќе бидат? Па нема да бидат видливи, вака нема да бидат на излог. Не е проблем, значи тоа. Не. Следно можеме да зимнеме детската соба. Добро. Имаме две плакарчиња, едно поголемо, помало, но мислам дека се доволни за девојчињата. Сега тоа што сакам да те прашам е дали вие ќе ги направите овие креветчиња две? Нормално. Иначе креветчиња правите? Да, све. Така. Све што е плочест медал, све правим. Сега главникот е овдека со некои за облување, така го испроектирала Ива. Сега мора тоа да биде од медија панел или може од иварка? Не, може и од иварка и од медија панел. Значи не Како ограничува сака ништо. клиентот, така. Одлично, супер. Така, и едно работно биро за учење мора да им стави. Мора. Мислам дека во главном тоа е тоа што треба да го разгледаме. Добро, полички има 4, ништо страшно. Тоа е тоа. По договорот со Арборци, ние сме во Тетово. Акрон се готови и монтираат. Поради третманот на зидовите кои се груби, имаат потреба да ставаат позадина на сите плакари. И тоа повторно се работи вака, едноставно и брзо. Во спалната ќе работиме во иверка која ја нарекуваат кашмир и е одлична боја која варира меѓу сива и кремаста и се вклопува во желбите на хава за кремаста и топла атмосфера. А во дневната, големото тело од централниот систем ќе го прикриеме повторно со нивен плакар, каде од едната страна ќе се користи за пристап до телото, а од другата ќе биде со полици за било што ќе е потребно на хава. Со стаклото, што направивме? Се обидов да најдам некои стаклари од Тетово, што би можеле да дојдат да премерат, да не го возиме многу, да не го шетаме стаклово. Добро. За кујната. Цена? Хорор. Хорор цена. Ако сакаш да Тетово, Некако така дупло. Да, дупло, не излегува. Што тогаш ќе го нарачаме тогаш од Скопје, а ќе ги замолиме Арборци да ни го залепат. Ама ти ќе треба да земеш мерки, Ај. а јас да го исцртам и Свако Господ напред, баш. Да испадне како што треба. Ајде, да супер ќе биде. Арборци има доста работа во станот. Кујната има многу елементи, голем дел од нив им се заради транспорт донесени во парчиња, така што монтажите ќе им потраат неколку дена. Во собите имаат креветчиња, плакари за децата, а во спалната комоди. Порачките гледам дека веќе сме при крај. Да, готово е. Значи уште лајт ми остана, нешто, тапети да се залепат во спалната соба, корнизи и такви работи. А имаме и лустери да се оберат. Така. Епа некакви убави, што срски. Хајски. А такви имаме во Манекс. Не ги знам. Значи, ова ни е најновата програма од Его, од Vintage колекција. Ги има во неколку форми, во неколку димензии, различни бои. Значи, може да се комбинираат со доста други модели на лустери. Да, можам да забележам дека повеќето се од надвор бели или црни, а внатрешната обработка има скоро на сите различни. Значи, во сите нијанси ги има, во бакарна завршница, да кажам, во сребрена, златна, одлично Значи, со интересните винтидж сјалечки, кои што ги имаме, значи, и лед, и обични, со интересно жаричко влакно внатре, се добива уште поинтересен ефект на самиот лустер и поубав изглед, значи добива. Со тоа што има и доста светлина, се разбира. Имам некои нови модели и од другата страна, сакаш може да ги видиме. Да, секако, секако.
Завршните подготовки во еден стан се секој пат најзаморни. Ке се порача се, ке се донесе се, ама треба и да се намести. Па ова местење не е секој пат по оној план кој сте си го зацртале. Во спалната ке се залепи интересен тапет со мотив со листови кој оди по целиот зид. Едно време стававме една лента до 2 ленти на зидовите, но со време ќе научите дека најдобро е да се стави тапет на целиот зид. По сите завршни монтажи на мебелот, подните лајсни се прекројуваат. Некои одат до парчето мебел, некои се нормално поставени. Корнизите му ги даваме на Зоки да не ги намести. Тој веќе има долго и добро искуство со нас за оваа работа. Завесите од нивната соба ми се 260 см долги, со тоа што Зоки одбиваше на таа висина да го постави корнизот, во случај да не се откачало парче од зидот. Значи Едно тука. максимум овде треба да идам. Разбираш? Многу не е, Зоки. Па ајде, ако пукне што преме, ти знаеш Па како. има го борче тука. На крај ги завршивме како што треба и се постави точно таму кај што требаше да бидат. Во оваа тутканица почнуваат и монтажите на светилките. Под будното око на девојките. Чиниш не трепкаат, а тоа е всушност возбудата која ве стасува кога полека се завршуваат становите и кога едва и чекаме да се расчисти гужвата од мајстори, за да се поднаредат нештата и конечно да може да го видите своето дело. Погоре се приклучете во дидот. Па висината добра е што? Висината добра е над маса тоа. Зидот во детската соба за цртање е веќе готов. Се пријави Ана, денеска дојде за да нацрта некакво конче на зидот. Девојчето сака многу коњи и ќе добие едно такво пинки дело. Зидот кај девојчињата е наменет за тие да си цртаат нели на него нешто. Меѓутоа сега во просторот додека не влезат девојчињата сами да цртаат на зидот е премногу црн. И заклучивме дека на него треба нешто да има ние да исцртаме нели некакви формички. И најдовме едно коњче на интернет, ама не може да се работи со графоскоп заради тоа што е црн зидот, значи требаше да се најде некое друго решение, а ние да го направиме. Им покажав на девојките начин како може од хартија, нели со сечење да се направи контура на било каква поедноставна некаква форма, па и на едно такво коњче. Јана не беше доволно смела да го направи тоа, Ана се нафати да биде нашиот херојка и да нацрта едно убаво коњче. Начинот е успешен и зидот станува магично поле со прекрасен цртеж. Финалето се ближи секој пат кога доаѓаме до деталите. Важните, цвеќето и украсите, кои ќе одиграат огромна улога во атмосферата на секој стан, да изгледа како дом. Дом направен за Хава и нејзиното семејство. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард.
3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Стигнавте ли? Ама спремно ме патите. Ние не звонихме, сакаме да ви изненадиме. Ајде, вие сите сте тука, ајде котличе. Многу убаво, не. Ајде, прв печаток еден. Не го препознах станот. После во детали ги гледам и како ти се допаѓа. На прв поглед супер, многу убаво. Мислам дека е баш некој такво многу чувство кога што се донесуваш и го погодите или не. Да, положи кај мене. Со 10 напрела. Со 10. Да, значи има голем простор за седење, голема гарнитура, масичка, лежалка, едно прекрасно за тој убав поглед што го имате. Значи вредеше што ве чека. Па вредеше. Ама па нели, еве ти кажи да не вредеше. Многу сум задоволна. Вака многу убаво изгледа. Мислам дека дава чувство на смиреност, убаво. А пак не чувство на бој. Да. И боите се многу убави. Тука ви е комодата за телевизор голем. Исто како што ја замислува, голема што виси. И све е како што замислува. Кујната важна да дзирнаме? Ајде, најважниот дел. Леле, жолтото стакло многу убаво дошло. Убава ни ја? Да, многу. Се поклопува, многу убаво. Да. И голема е пространна кујната, имаш место за се. Ке чепкаме во кујната или па да видиме дали се заслужиш десетката. Ајде, ке чепкаме. Значи, имаш тука фиоки, доста фиоки, кои што се мислам дека не, секогаш потребни. Тука некои наши работи, моето обметено се оставам тука. Да, машината за пирење. Садови е тука, мјавникот, целиот тој дел, опорни елементи, еден по еден ако отвараме. Значи простор имаш буквално да си. Голема е којна. Детските ќе ги гледаме? Да, обавезно. Ајде. Се знае кој е главно, се знае кој е простор. Најубавата соба, најубавата. Шарена. Колку детска соба за девојчиња. Лиза? Многу добра? Добро, предпоставувам дека се добаја. Да. А дзидот? Кој видовте дзидот што е цело нацртање? Црниот дзид, леле, колку е убав, Лиза. Како табло во школа. Со тоа што наместо задачи се шкарта што се сака. Има ти кредит таму. Па брзо ќе почне со задачиве она. За 14 школа сега. Па добро, значи права време е дзидов, ајде, ама нека си црта нешто плюс. Многу е убава собата. Убава е така, за детска соба е одлично, одлично. Да. Весела е, некако има простор за се, плакарчето може да откриеш да видиш. Да, тука има уште едно, тука има место за диплена гардероба, значи мислам дека сосема доволно има и плюс ова има дополнително. Скоро не се забележува, значи ете таму за учење едно големо биро и едно столче практично. И све е супер. Да, и боите и све. Екстра. Ќе видиме ли спалната? Ајде. Ајде. Родителската соба, најважното. Соба за одмор. Мислам дека е многу пријатно. Многу убава. Само немој многу романтична, достани се. Достани се. Ајде, тама не супер. Малце пострашна, нека биде. Па вако ја направивме, требаше да кажем нешто за нечини. Не, многу е убава. Плакара позади тебе го гледаш. Мислам дека е навистина голем.
и доволен. Многу голем излезом сам. Да, па мислам дека имате доволно простор на целиот стан за складирање. Има и тоа многу. Да. И сега имате уште бебета, па? Еме за него креветчето, значи. Ај, многу убаво. Спремно? Многу, све е спремно, значи. Овде каде, затоа и со толку многу филки, ќе ти се најдат. Ќе те размислуваме и за бебето. Да, па мора. Така. Папетот. Се допаѓа? Многу. Добро. Многу ви благодарам. Стварно бевте многу пријатни и ти Ива. Имавме убава соработка. Све течеше најубаво. Ако резултатот е најдобар? Да. Драго ми е што ми се допаѓа. Перфектен. Многу све е убаво. Ајде, одиме на спиење ние сега. Ајде, кои си ги три очиња? Ајде. Импресии? Хава? Пресрекна беше, да, срекна беше и се допадна станот. Со незини зборови, значи ми даде чиста десетка и после ја оправдавме соба по соба. Значи на блести да е десетка, па после Одневно, се рачунаше. Добро. Се рачунаш. Задоволни се. Супер. Целото семејство навистина им се допаѓа. Одлично. И другите видеа? Децата? Секако. Секако? Децата се сраме, не кажа ништо специјално, ама мислам дека ќе стане преку вашите кончини. Разбрав од други извори дека им се допадна од детската. Супер. Она ми се јави мене и ми кажа дека е тен срекна и јас сум срекна. Да, дека сме завршиле добра работа. Но мене најмногу ми е важно кога клиентот како Хава ќе ми се јави после предавањето на проектот и ќе ми каже дека е екстремно задоволна и дека е прекрасно и дека со среќа си се вселуваат со семејството. И тоа ми е најважно. Еден убав и ненаметлив простор, по кој светлите и темни кафени тонови се разиграа со комбинацијата на избраните материјали, во кои најголема улога одиграа гарнитурата и изборот на стаклото. Да не беа тие две нијанси во оваа дневна соба, таа ќе изгледаше премногу едноставна и еднобојна. За детските соби Хава рече да нема розева, но јас сепак сметав дека на зелената и црната убаво ќе стои комбинација од бела и светло-виолетова. Сите девојки имаат една своја розева фаза, па добро е да ја поминат кога се мали. За Хава една смирена спална соба, одлична за одмор и релаксација, спремна за новото бебе. Им пожелувам на Хава и семејството многу пријатни, убави и срекни заеднички мигови во нивниот нов дом, направен со љубов од Ајде дома. До следната емисија, во исто време на Телма телевизија.